Благодарам господја Тасова за така воведните зборови кои што го трасираат и оно што сакам да го кажам. Мене ми е драго што доаѓам од Охрид. Овој викенд се усвои регионалниот патокас за борба против корупцијата со системски мерки во 3 различни аспекти на интегритетот, судирот на интереси, на јавните набавки за време на криза, на финансиските истраги и капацитетите на обвинителствата, заеднички со министрите за внатрешни работи и за правда. Тој настан се одржа тука во нашата земја, во Охрид, и гледаме дека постојано и секојдневно сите ги зголемуваме напорите, но и се оправдува оно што го зацртавме, ако што многу го критикуваа за жал, постоењето на една или било каква друга координативна улога на сите институции во ова клучна политика за земјата, која што не е лесна, и мене најдобро ќе ми биде да ако зборам лично, да не ја партиципирам. Меѓутоа, одговорноста да се направи нешто за државата, за генерациите кои што доаѓаат, и да се надомести она што не било сработено 30 години, е пред било што друго. Кога сме одлучиле да живееме тука и да создаваме и работиме за сите генерации, денеска и оваа дебата и овој настан завршен на вашиот проект потврдува дека особено е корисно кога се повеќе чинители ќе бидат координирани и напорите ќе бидат зголемени во борбата против ова зло, кое што е една од клучните теми и во државата и пошироко, и за кое што навистина треба огромни напори, мерки и политики. И навистина верувам дека сите оние кои што критикуваа или не им одговараше, или не им одговара една таква системска борба, денеска и од тука натаму ќе ги разобличиме пред сите генерации, за да сите разбереме дека ова што го работиме честно, искрено и одговорно е за сите и е за да го надоместиме тоа што можеби генерации не го направиле, и ниту еден потек, ниту еден обид на било кој нема да ме разочара или да не одолговлече, одврати од токму таа системска борба за која што денеска повторно сите збориме дека била потребна и дека навистина сите координирано тоа треба да го правиме. Горан тоа го напомена. Ако се вратиме назад, за само неколку месеци ние разговаравме или за жал. И со многу технички, со многу административни работи кои што не биле направени. Работевме на обезбедување на простори на Државна комисија за спречување на корупција. Работиме на обезбедување на буџет, на софтвери, на основни елементи, на основни услови кои што ги создаваме и за кои што даваме максимална целосна поддршка како кабинет кој што го водам. Воспоставивме целосна секојдневна соработка со Државниот завод за ревизија, што исто така ме радува. За многу прашања со Државниот завод за ревизија воспоставивме, направивме работни групи за прв пат на ниво на влада, за да препораки извештаите, за сето она што независните институции кои што имаат капацитет, а даваме целокупна поддршка и во овие неколку месеци, и таа се покаже и докаже како јак е капацитетот и на Државната комисија за спречување на корупција со нови луѓе, со нови стручни капацитети, но и на Државниот завод за ревизија. И тоа се случува во период кога има вице-премиер за борба против корупција. И може да броиме уште многу работи, активности, кои што сметам дека сите граѓани државата ги препознаваат или ги препознаат. Ова битка не е лесна за да веднаш ги видиме резултатите, меѓутоа ако системски се поставиме, ако го елиминираме човечкиот фактор, ако се фокусираме на една од клучните работи која што викендот претходната недела во Охрид беше нотирана, тоа е дигитализацијата, преку која што точно ќе потврдиме и ќе ја манифестираме и имплементираме таа на некој начин политичка волја токму за тектонски општествени промени кои што ќе донесат намалување на корупцијата во многу сектори, елиминирање на ова зло, конечно справување кое што постои во секоја земја, и со сите тие напори ќе докажеме пред граѓаните дека не само декларативно и на хартија ќе носиме документи и слично, туку навистина ќе се заложи. На 50-та седница на влада
после многу координации, за кои што повторно денес гледам дека се главна тема, координативните состаноци кои што ги имавме 3 месеци со сите институции, со министерствата, со агенциите, со извршните тела, кои што за прв пат во рамки и во мандат на некоја влада се поставуваат на највисоко ниво и рамниште да имат највисока координација, ги детектиравме сите слабости, ги детектиравме сите проблеми на некомуникација, на некоординација, на неповрзаност, немањето размена на информации и детектиравме појави кои што навистина 30 години повторно никој не се зафатил да ги реши, односно да го воспостави, да ги воспостави тие сите механизми на соработка и комуникација кои што треба да постојат помеѓу сите институции. И на основа на тоа, и на основа на јавниот повик и соработка и со Државната комисија, и со Државниот завод за ревизија, и со останатите регулаторни независни тела, во период во кој што после 2 години ја донесовме стратегијата, со гласање само на позицијските партии во парламентот. За жалам што опозицијата не гласеше за клучниот документ кој што ги трасира сите алатки, сите политики, а кој што чекаше 2 години во собранието, тоа е стратегијата за борба против корупција, национален документ за кој што сите застанавме. Го донесовме планот за борба против корупција во соработка и со вклученост и интегрирање на сите препораки. Дали се на извештаите на Европската комисија, дали се на извештаите кои што доаѓаат и препораките од Соединетите американски држави, од сите партнери на меѓународни подржувачи на државата и на сите процеси, но и на Transparency, на невладините организации, на граѓанскиот сектор, на медиумите, сите оние кои што доставија на некој начин своји предлози и се формира околу 20 крупни мерки и политики кои што повторно ќе кажам дека се генерацијски и за кои што имплементацијата е во тек и резултатите секако дека треба да ги видиме со текот на времето. Заради тоа што инспекторатите не биле поврзани никогаш во еден систем, заради тоа што интероперабилноста не е доволно работено со години наназад или со децении за да ги поврзаме сите институции, за да ги разменуваат информациите, за да нема недопирливи, за да нема чување на предмети во фиоки, за да нема одлагање, за да нема одолговлекување или избегнување на правдата по било кој еден основ, но и да ги поврзаме сите 1304 институции, за да дигитално ги сервисираат граѓаните, односно сите услуги, граѓаните да ги добиваат, да можат и да поднесуваат и да ги добиваат сите документи електронски. Планот за борба против корупција ги содржи сите мерки и активности кои што се детектирани за јакнење на капацитетите на јавните обвинителства и покрај јакнењето на капацитетот на Државната комисија со нови кадри во овој период, претходните неколку месеци, и покрај јакнењето на капацитетот кој што треба да продолжи на Државниот завод за ревизија во периодот што следи, но и тоа што се направи досега, јакнењето на капацитетите на јавните обвинителства, особено во делот на финансиски истраги, на истражните центри, на она што повторно не било направено, навистина треба да е фокус на кој што целосно внимание ќе ставиме, затоа тоа е прва мерка во планот за борба против корупција. И натаму следат сите останати измените на законот за борба против корупција со вид на интереси, зашто веќе е формирана работна група и ќе се имплементираат сите забелешки и препораки на Државната комисија и она што ние како кабинет го предлагаме, а тоа е сите општествени чинители во државата, дали се на високо ниво во рамки на институциите, сите раководни структури, не само избраните менувани лица, туку сите голем, поширок опфат да имаме на луѓе кои што ќе поднесуваат изјави за судир на интереси, ќе се проверува имотот и ќе може Државната комисија преку сите алатки за кои што треба да скратиме време и ги правиме напорите да се создадат условите, да може да се сите овие работи стават во функција и да се проверува судирот на интереси, односно да изјавувањето на пријавувањето на имотната состојба го прошири целиот опфат на луѓето кои што имаат обврска, или на новиот проект за законот за потекло на имотот, кој што како дебата повторно ќе отвориме кога ќе добиеме драфтот, меѓутоа интензивно се работеше со Советот на Европа во овој период, но и на многу други мерки и политики кои што значат зголем интегритет, повисоки стандарди
и повисока отчетност и одговорност кај сите во поглед на вршењето на сите функции и позиции. Има уште многу што да се зборува за она што заеднички сите, со заеднички сили, само заедно може да успееме во оваа битка која што не е лесна. Но мислам дека конечно, како што кажа и Славјана, веќе се гледат контурите на тој пат и сега не треба да се повлечеме, не треба назад, туку треба да навистина ги интегрираме сите чинители кои што мислат добро, кои што се растаретени, кои што се храбри, кои што нема што да кријат и не должат никому, да заедно оваа битка ја извојуваме и да оставиме на сите генерации еден поинаков систем во кој што има ред, дисциплина, владење на правото, правна држава и функционирање на системот. Се на се да ја вратиме довербата на граѓаните во самите институции и во државата. И тоа особено ќе биде битно за процесите кои што следат. Од тој аспект сакам и јас во име на кабинетот да се заблагодарам на УСАИД за целокупната поддршка, заради тоа што кога започнавме од нула да правиме нешто, први беа УСАИД кој што дадоа поддршка за сите проекти за кои што побаравме било каква поддршка, финансиска или техничка, од секаков аспект, и добро е што се дава поддршка и на сите клучни чинители во државата со кои што делиме заеднички цели, вредности и активности, меѓу кои што и Transparency и останати невладини или регулаторни тела, така да навистина ме радува фактот што оваа тема на координација на институциите, заеднување на сите инструменти за соработка на институциите, се поклопува со она што го работиме во правец на дигитализацијата. Ние денеска со премиерот до 14 часот имаме, би рекол, многу битен состанок со новата работна група за дигитализација на сите процеси во државата, која што ја оформивме, на која што ќе се даде еден пуш и притисок на сите институции за сите обврски кои што ги презема. Владата ја усвои оваа информација и даде насока на 1304 институции со конкретни рокови и со конкретни обврски на Министерството за финансии за обезбедување на средства, но и за промени на легислативата на 157 закони, кои што во многу краток временски период ќе бидат доставени до собранието и за кои што очекуваме поддршка од сите чинители, заради тоа што ова е крупна работа за сите, иако навистина имаме желба, волја и постојано збориме дека мора да се елиминира и ситната и високата корупција и навистина треба да сме растеретени, тогаш дајте на граѓаните да овозможиме квалитетни, брзи, ефикасни услуги во кои што нема шалтери, во кои што нема само да прашам, во кои што нема доаѓање до услуги преку врски и така натаму. Навистина доаѓа период во кој што таа политичка волја треба и во собранието преку измени на овие закони да потврдиме, преку обезбедување на опремата која што е потребна, да сите институции се приклучат на системот на интероперабилност, да се повлекуваат информации од Централниот регистар на население и навистина еднаш за секогаш да ставиме крај на токму тие девијантни појави кои што ги имаме во општеството, но и да правиме се да си го промениме и менталитетот и нашиот начин на размислување кога се во прашање добивањето на услуги од државата кои што се и од институциите кои што се бесплатни, кои што треба да се брзи и кои што како институции треба сите да бидеме сервис на граѓаните. Така да верувам дека ќе имаме период на многу работа, на многу посветеност. Мене ми е драго што сите заедно сме во целата оваа приказна, во која што се вклучени сите чинители покрај сите што се во извршната власт. Секако клучни за нас се регулаторните тела, невладините организации, граѓанскиот сектор и сите вие кои што навистина со своето искуство, со своите идеи, со своите концепти ќе придонесеме заедно да направиме нешто добро. Во оваа прилика на крајот на овој завршен настан, на отварањето на завршениот настан, би сакал навистина да ги слушнеме сите
активности кои што се спроведени во овој дел, и сакам да се заблагодарам на поканата на претседателката на Transparency, да се Сладена Тасева, да се благодарам на Горан Лазаревски, директор на проектот на УСАИД, на директорката на Академија за суди и јавни обвинители господин Наташа Гавер, на господинот Георгиев кој што во позиција на подпредседател на Државната комисија е денеска со нас. Со Државната комисија за спречување на корупција имаме редовна комуникација, соработка, на 2 недели редовни состаноци на кои што се отвараат сите теми и навистина отварајќи ги сите теми знаеме сите дека имаме многу работа, но заеднички сметам и сум сигурен дека ќе успееме. И благодарам на почитуваниот Драго Кос, претседател на работната група за подкуп на OECD. Имаме комуникација и црпиме идеи заедно со Драго во различен аспект на сето она што го работиме. Навистина тука се луѓето кои што се на вистинското место да дискутираме и да трасираме нови промени и нови текови во општеството кои што ќе бидат од интерес на сите. Благодарам за вниманието.